Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 19-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана емисија на ова радио, која што е наменета за актуелните и предсеквалитетните ТВ серии, за кои што имам можност да ги анализирам во рамките на ова издание. Ќе ви говорам за една серија која што стана инстантен хит ширум светот, благодарение на Netflix минатиот викенд. Има повеќе причинители зашто е тоа така. Од една страна привлечна е леснотијата со која што е прераскажана пред се животната сага за младата шахистка, која се соочува со своите противници во машкиот спорт, борејќи се за своето место на тој таен свет, солодувајќи ги еден по еден, додека и самата пред се бори со зависноста, која е уште една пречка во незиниот саменички живот кој што мора да ја совлада. Гледањето на овие сериализирани новели стана еден популарен тренд на ова 6-часовно препуштање во поглавјата од животот на протагонистката, која што во оваа серија е глумена од одличната Ања Тейлор-Џој. Стана збор за серијата The Queen's Gambit, за која што ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103. На почетокот на емисијата, како и во рамките на севкупното ова издание, ќе ви говорам за, односно ќе слушате музика на Карлос Рафаел Ривера, односно тоа е се композиции кои што ги има создадено за потребите на оваа серија, а во продолжение, традиционално, како и во секое издание на ТВ 103, ќе слушнеме една композиција од Rage Against the Machine, овој пат тоа ќе биде Wind Below, баш поради тоа што вие сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine во емисијата. Овој пат Evil Empire е на сцена, односно композицијата Wind Below. Доколку сакате да знаете како Бет Хармон ќе остане и пред се ќе стане шаховски грандмастер, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 19-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ќе ви говорам за The Queen's Gambit, која представува американски мини серијал, мелодрама, продуцирана за стриминг сервисот Netflix со страна на незините создавачи, односно Скот Френк, кој што го знаеме како сценаристот на Логан и на филмованата адаптација на Minority Report, и Алан Скот, односно тоа е сценаристот кој што најдобро предпоставувам дека ќе го препознаете по делата кои што ги има снимено Николас Роек во минатото, односно конкретно тоа е човекот кој што е потписник на прекрасниот Don't Look Now и на, ако не се лажам, на The Witches, на оригиналниот филм. Станува збор за The Queen's Gambit, односно за серија која што се базира на истоимената новела на Уолтер Тевис од 1983 година, која што Хит Леџер во минатото се обидел да ја адаптира со Елен Пејдж во главната улога, меѓутоа не успеал да обезбеди своевидна конструкција на продукцијата за да може да ја комплетира. Оваа серија својата премиера ја имаше на 23 октомври на Netflix, кој представува, барем според мене, еден од поистакнатите и вистинити стриминг сервиси во права смисла на зборот, заради тоа што ја објави во целост на тој ден, наместо да ја двои со прикажување на по една епизода неделно, како што неговите конкуренти умеат да практикуваат, што мене воопшто не ми се допаѓа. Меѓутоа, Netflix е стриминг гигантот кој само оваа година имаше 15 на нови мелодраматични серии и има 3 во најава до крајот на годината: Dash and Lily, која што се појави, потоа Селена, односно серијата за спортистката, како и Бриджертон. А од 15-те веќе ви говоре во оваа емисија за The Haunting of Bly Manor, за Речет и Диеди, како и ТВ серијата Dark, Unorthodox и The Last Dance во минатата сезона на ТВ 103. Тие имаат и голем избор на комични серии и документарни, меѓутоа во рамките на ковид кризата воспоставија едно исилено темпо со објавување на голем број на серии во текот на неделата, што ги поведе да се препуштат
повеќе на квантитетот наместо на квалитетот и ја зголемија бројката на претплатници до 180 милиони ширум светот и започнаа на големо да купуваат серии од Индија, од Шпанија, од Португалија, кои се со според мене сомнителен квалитет, па затоа се претворија во стриминг сервис на малтене медиокритетот, кај што многу добро треба да се расчепка низ архивата пред да се погледне нешто кај нив, затоа што неретко успеале да ме разочараат, посебно од овие купени серии кои што се ширум светот, конкретно од португалските. Стана хиперпродукција, што е одлично за помали проекти кои може да допрат до светската јавност, кои што во други случаи и услови не би имале таа можност. Меѓутоа, во тој наплив на содржина се губи пораката на тие што имаат нешто што да кажат, од сета таа бучава од од гласините пред се кои што нема ништо значајно за кажување, само за да се покрие одредена демографија или одредена популација кон која што се цели. Да се вратиме на Queen's Gambit, која што е составена од 7 речиси едночасовни епизоди, што значи па дека ви се потребни 6,5 часови за незиното гледање. Јас ја гледав во 2 дела за време на викендот, во 2 наврати, односно ја преполовив и уживав во секоја минута која што ја посветив. Во август 2019 започна со снимање серијата во Кембридж во Онтарио, продолжувајќи со снимање во Берлин. Откупени биле правата за 6 епизоди, меѓутоа сепак успеа со контекст на адаптирањето на материјалот да ја сведат во 7. Именно во серијата станува збор за фикционалната животна приказна за Бет Хармон, која што ја глуми Ања Тейлор-Џој, девојка која има талент за шаховската игра уште од најмали нозе, со потенцијал да стане најдобрата шахистка во светот, меѓутоа соочувајќи се со зависност од пилули и алкохолизам во нејзиниот приватен живот, што станува и дополнителна пречка и на професионално тло. Временските координати се сместени во оваа периодична драма во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, а Бет се наоѓа во сиропиталиште по сообраќајната несреќа во која што починува незината мајка, кај што е препуштена самата на себе си и се спријателува со хигиеничарот на училиштето која подучува на шах. Таа својата зависност со пилулите за смирување ја развива уште таму, сметајќи дека тие се од помош за визуализирање на шаховските потези на фигурите на таванот, пред да заспие додека ги анализира игрите кои што треба да ги изведе. Неколку години подоцна ја посвојува Алма Уитли, глумена од Марел Хелер, од Лексингтон, Кентаки, и заедно со неја започнуваат да одат на шаховски турнири, штом ги напушти незиниот сопруг. Најпрвин за стекнување на финанси од победување од самите турнири, а потоа искачувајќи се едно скалило во рангирањето на шахистката, која доаѓа во позиција да се надпреварува на американското првенство и да се соочи со руските грандмастери на нивен терен, победувајќи ги со помош на соработката на незините поранешни домашни противници. Во поглед на тематската одредница на оваа серија е токму таа потрага по пријателите, кои со текот на животот стануваат и составен дел од фамилијата, затоа што Бет нема да согледа дека само тијата која ја чувствува, посветувајќи го незиниот живот пред се исклучиво на шахот, може да биде исполнета и со луѓето кои таа ќе дозволи да допрат до незиниот живот, како што се нели поранешните незини противници, мајката која што ја посвојува и пријателката во сиропиталиштето, како и хигиеничарот кој има дадено љубовта кон шаховската игра и пред се ја следел незината кариера. Именно таа постојано учи од незините противници, ја анализира нивната игра, се надоградува и тие се само стадиуми кои би ја подготвиле за поголеми залаци, штом пред се ја подучат на севкупното нивно познавање на шахот кое што го поседуваат, го споделуваат со неа и таа оди понатаму во незината кариера. Ова е серија за подлегнувањето на зависностите и дозволувањето истите тие да го контролира пред се животот, сметајќи дека кога сте под действие на површина излегува способноста, што во текот на серијата се докажува дека е погрешно, затоа што талентот и напорната работа се причинителите за достигнувањето на успехот на Бет на професионален план, а не субстанциите кои што таа е зависна од нив. Покрај тоа што таа е комплетно посветена на надградување на шаховската игра, серијата содржи една coming of age животна сага, кај што Бет создава пред се и созрева од напуштеното девојче во самоуверена жена,
која ги осознава благодетите на животот со по некое заљубување на погрешните момци попатно. Стекнувањето на светската слава, здобивањето на лошите навики, соочувањето пред се со поразите на шаковската табла и во животот, како и смелото прифаќање на предизвиците, се одлуките со кои што мора да се носи главниот лик околу кој се разгранува действието во серијата. Имено Гари Каспаров и Брус Пандолфини послужиле како соработници во серијата за да бидат доловени пред се шаховските партии најверодостојно што може, а актерите и актерките не биле шахисти, меѓутоа ги научиле потезите, не баре се кореографија која што треба да ја инсценираат. Самиот продуцент Скот е љубител на шахот, така што многу добро знаел што точно треба да сними со неговата серија и како убедително тоа да го долови на дел. Морам да напоменам дека шаховските филмови од секогаш биле некоја си моја фасцинација, со оглед на тоа што мислам дека неколку пати веќе го имам погледнато Pawn Sacrifice, дури и еднаш во кино. Мислам дека играше во кинотека, а исто така за препорака се Searching for Bobby Fischer од 1993, сега веќе култниот компјутер чес од 2013, потоа имаме Fresh од 1994 и како и инди остварувањето Queen of Katwe од 2016 година и да не ја забораваме адаптацијата на Набоковата Лужинова одбрана од 2000 година. Има дури и за препорака една кратка анимација на Pixar која што е снимија, именувана како Garry's Game, и пред се документарецот Магнус од 2016 година за еден од најизвиканите шахисти на денешницата. И да не го заборавам Queen to Pay од 2009 година. Запознаен сум со шаховската игра, сум одиграл барем десетици партии во мојот живот со луѓе, но воопшто не се сметам за добар шахист, со оглед на тоа што знам само неколку отворања и напади, а самиот наслов на серијата е отворање со пионите, што кое се смета пред се дека е доста агресивно отворање и говори за карактерот на главната протагонистка и начинот на кој што таа се обидува да ги надигра и да ги надмудри нејзините противници. Има некоја возбуда во начинот на кој што може на филм да се долови умствената борба пред се на црнобелите полиња, што од секогаш, например, мене ме привлекувало. Да се разбереме, нема ништо подосадно од гледање на спорт во кој двајца опоненти седат на маса и движат дрвени фигури на полињата, меѓутоа бара голема мајсторија за доловување на тензијата, односно на напнатоста во изведбата на самата игра, со тоа што вие треба да бидете приврзани за самите ликови и да ви биде грижа за тоа, за секој нареден потек и секоја стратешка доминација врз опонентот која што би ја имале. Што па ако се совлада оваа препрека на визуелен план, може да посведочиме на едно значително и пред се можеби и врвно достигнување, како што беше и случајот со Queen's Gambit. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, како што веќе ви напоменав на почетокот на емисијата. Слушаме музика од Карлос Рафаел Ривера, која што е создадена за Queen's Gambit, потоа се враќам во етер да ви говорам за ликовите, односно за актерите и актерките кои што глумат во оваа серија. Уживете. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ103 со незиното 19-то издание, во кое што ви говорам за The Queen's Gambit, односно во овој сегмент на емисијата сакам да прокоментирам за актерите и актерките, односно ликовите кои што и глумат во серијата. Имено Ања Тейлор-Џој ја има главната улога. Викендов имав можности да ја гледам во не баш вредниот за спомнување The New Mutants, претходно ја гледав во Ема, во Radioactive, во Dark Crystal, Age of Resistance, кој позајмува незиниот глас, потоа таа исто така глуми во Marrowbone, во Glass, во Thoroughbreds, во Split, таа е Морган од Морган, и секако, барем за мене најпрепознатливата незина улога, односно таа е во The Witch на Роберт Егерс, во која што глуми и во неговиот најнов филм, во The Northman, каде што деновивме можевме да слушнеме изјави од незина страна како не го дувале Никол Кидман и останатиот дел од екипата на која ги работат на Нордман, дека не биле баш условите идеални за снимање, со оглед на тоа што таа е навикната на студ и на зима и на влага и на сите природни непогоди кои што ги доживува еден актер на сетот на Егерс, така што да видите тие малку како е да се работи со овој великан на модерниот хорор филм и секако ќе погледнеме и во Last Night in Soho до крајот на годинава. Таа ја глуми Бет Хармон, односно младата шахистка, која ги покосува светските грандмастери, еден по еден, најпрво американските, а потоа руските.
Таа е централен лик во серијата, околу која се одвива севкупното действие и камерата не се оддалечува од неа, а Ања буквално е богатство на земјата, која маестрално го одглуми овој лик. Таа успева со суптилен маниризам на изразите на нејзиното лице, односно тело, да ги долови емоционалните состојби низ кои што поминува повлечениот лик, кој има своевидна менажерија на молки стоицизам, која ја штити додека игра со великаните на шахот. Таа е самотничка, која се препушта на зависностите да и го диктираат животот, додека не согледа дека талентот и посветеното пред се изучување на туѓите шаховски партии се причинителите за успехот во нејзиниот живот. Низ нејзината животна сага согледуваме дека таа има стекнато пријателства кои ќе бидат покрај неа кога најмногу ќе и се потребни, станувајќи членови од нејзината непосредна фамилија, со оглед на тоа што цел живот ќе се чувствува несакано од поставувањето во сиропиталиштето до посвојувањето. Меѓутоа, сведоци сме на зрењето на оваа личност пред објективот, како во изучувањето на шахот, така и во човечките релации, кај што во една сцена, која игра со дете вундеркинд, кое слепо го посветува животот на шахот, согледува дека нема никаков друг интерес во него и ќе се обиде да го промени тоа кај себе. Таа одбива да биде пион во играта на американската влада и црквата, кои сакаат својата агенда и пропагандата да ја наметнат со нејзиниот успех, на што решителната Бет ќе одбие да подлегне, што говори за нејзиниот тврдоглав карактер, меѓутоа со исправна морална вредност. Иако во воведната сцена се буди од када по пијаната и луда ноќ и оди директно да се надпреварува со рускиот шампион непосредно по будењето. Покрај неа, во серијата, во форма на тинејџерката Бет ја глуми Ајла Џонсон, односно ја доловува незината повлеченост со избувливост, која е на работна експлозија, а на 5 годишна возраст Бет ја глуми Анабет Кели. Покрај неа во серијата глуми Бил Кемп, кој што го гледам во Монстерленд, во ТВ серијата, одлична ТВ серија која се надевам дека ќе имам можност да ви изборувам во иднина за неа. Потоа во The Outsider, Dark Waters, Joker, Vice, Skin, Red Sparrow, Molly's Game, Gold, Black Mass, Birdman, 12 Years a Slave, Lincoln, односно актериште кое што ги штеди зборовите во оваа серија, заради тоа што глуми мистер Шајбел, хигиеничарот кој во Метуен домот за девојки без родители, кој ја подучува Бет како да игра шах. Од него таа ја стекнува површната одбивност и строго, затоа што тој не и дозволува толку лесно да дојде до победата, и откако ќе ја научи што има да сподели со неговото искуство нели во шаховската игра, таа ќе замине од домот, а тој до крајот на неговиот живот ќе ги сече извадоците од новинарските написи за неа и ќе ги лепи во подрумот, кај што се родила пред се незината љубов кон шахот. Зашто таа дознава по неговата смрт, за која дознава пред се дека се гордеел со незините животни, односно незините професионални успеси. Покрај него во серијата глуми и Мозес Инграм, односно во претходно има глумено во кратки филмови и во предстојниот Макбет, таа ја глуми Джолин, девојче без родители, која станува пријателка на Бет, не само во Methuen Home, домот за девојки без родители, туку и до крајот на животот. Исто така во серијата глуми Клој Пери, која што ја гледав викендов во филмот Kindred, потоа таа исто така глуми во Ема, во Youth на Соррентино, во War and Peace ТВ адаптацијата, во филмот Shell, како и во епизодата The Waldo Moment, односно од одличната ТВ серија Black Mirror. Таа ја глуми Алис Хермон, односно починатата мајка на Бет, која што умира во сообраќајна несреќа. Мариел Хилер ја претходно има глумено A Walk Among the Tombstones, иако незината филмска кариера пред се е попозната по незиниот режисерски ангажман на A Beautiful Day in the Neighborhood и A Diary of a Teenage Girl. Таа ја глуми господја Алма Уитли, која што со незиниот сопруг Алистон ја посвојуваат Бет како тинејџерка. Таа починува од хепатитис, меѓутоа претходно таа се разделува од сопругот, кој ја изневерува за друга жена во Денвер, за таа со
незината ќерка да вкуси од благодетите на животот, престојувајќи во хотелските соби и патувајќи преценни сад. Тука сценаристите си поигруваат со архетипот на домаќинката од 50-тите, заглавената пианистка која ги има откажано преценизините сни за да ја преземе улогата на домаќинка, што е своевиден и коментар на архетипот на жената од 50-тите во сад, во тоа нуклеарно семејство, ако може така да го наречеме. Патрик Кенеди, кој што глуми во Мистер Холмс, во A National Anthem, односно епизодата од Black Mirror, потоа во Warhorse, во Atonement и во Мюних, го глуми Алстон Уитли, односно сопругот на Алма, кој ја посвојува Бет и го напушта семејството за друга жена во Денвер. Откако Бет ќе стане популарна, повторно се враќа во сликата за да профитира од незината слава, користолюбиво. Исто така во серијата глуми и Хери Мелинг, односно него го знаеме од Хари Потер, од The Devil All the Time, потоа во The Old Guard глуми, во Waiting for the Barbarians, во The Ballad of Buster Scruggs и во The Lost City of Z. Тој го глуми Хери Билтик, односно противникот на Бет од Кентаки, кој станува и подоцна нејзин пријател и пред се помошник подучувач за шаховската игра. Во серијата исто така глуми и Джейкоб Форчун Лојд, односно него го знаеме од Star Wars, епизод 9, тоест од The Rise of Skywalker, потоа глуми во Crooked House и во ТВ серијата Wolf Hall. Тој го глуми Таунс, уште еден шахист, кон кој што Бет развива невозвратена љубов, зашто и самиот смета дека има доволно добро објаснување. А покрај него уште еден опонент на Бет станува и Томас Броди Сангстер, односно тој глуми во Game of Thrones, во Maze Runner, во Love Actually и тој е младиот Тристан од Тристан и Изолда. Тој го глуми Бени Уотс, односно еден од најголемите американски опоненти на Бет и нејзин пријател и подучувач во шаховската игра. И секако да не го заборавиме од другата страна на океанот, каде што се наоѓа Марчин Дорочински, односно полски актер кој што глуми во Антропоид, во Джек Стронг, во Роуз, во You Are God. Станува збор за актер кој што глуми Василий Боргов, односно рускиот светски шампион и најсуровиот конкурент на Бет, кому му припаѓа финалната пресметка во серијата, кој што ќе има можност претходно во Париз да ја совлада, но во епилогот на серијата, иако ќе се обиде да извади нерешен резултат, ќе ја загуби партијата, без разлика што ќе одигра несвојствен потек со пионот кој што ќе ја дисбалансира, сепак ќе успее Бет да му се спротистави на неговите стратешки потфати. Партиите кои тој ги игра секојаш се подкрепени од анализа и пред се поддршка од неговите руски колеги, но и со севкупната помош и пред се паузирање на партиите. И нема да може да ја совлада сепак Бет во последната партија и благодарение на сите овие чинители кои што ги има на негова страна. Така што, освен нив и во улогите на Хелен Дирдов, мис Лонгсдейл и мистер Фергусон ги имаме Кристине Сейдел, Ребека Рут и Акемджи Нодифоњам. Ова се голем дел на актерите кои што може да се појават и актерките во рамките на оваа серија. Секој од нив си има засебна функција, дали ќе се најде од страната на како противник пред се на Бет, меѓутоа откако ќе изигра една партија со неа, ќе го добие заслужениот пораз. По автоматизам тој станува нејзин почитувач и пред се согледува дека таа и тоа како го има надраснато во шаховската игра и се обидува да има позитивен придонес за нејзино надоградување, за да може таа да ги совлада нејзините наредни противници. Така што дури и почита од руските опоненти ја добива откако ќе ги совлада и тие ќе согледаат дека нејзината пред се шаховска игра се граничи со виртуозност. Може тука да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение слушаме музика од Карлос Рафаел Ривера, односно ќе ги слушаме руските композиции, односно секвенците во кои што се пресметува Бет со руските праварувачи на турнирите во Москва и претходно на турнир во Мексико. Ова се веќе во 60-тите години навлегуваме од серијата. Уживајте.
Вие слушате Радио Канал 103, ова е 19-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана емисија на оваа радиостаница наменета за анализирање на квалитетните актуелни ТВ серии. Имено денес ви говорам за The Queen's Gambit, односно за самиот крај на емисијата. Сакам да споделам одредени спецификации кои што ја карактеризираат пред се оваа серија. Имено, оваа серија нема најава, иако јас мислам дека може да се направи некоја си интересна анимација со шаховските фигури, по која би била препознатлива серијата, која искрено мидам трпи едноминутна најава со оглед на тоа што се едночасовни епизодите, меѓутоа не го добиваме тоа со оглед на тоа што нели да се задржи некаква си своевидна сериозност кон тонот која што сакаат да ја имаат авторите на оваа серија. Меѓутоа сметам дека ќе беше поголем квалитетот доколку имаше некаква си интригантна анимирана најава, барем нема потреба од подемите и падовите на шахистката да се долови, меѓутоа сепак нешто интригантно да се направи со доена експозиција, мислам дека би било интересно и би било запамтливо за самата серија пред се, која ќе се реферира самата серија. Првата асоциација секако дека би била и сама штосна најава која би ја имала, меѓутоа не ја поседува. За жал, во поглед на режисерите, Скот Френк е режисерот на севкупниот мини серијал, што е одлична одлука според мене, затоа што ја задржува конзистентноста на визуализацијата низ целата серија, а и наоѓа место да вметне поделен екран, да долови силни, крупни кадри и да си поигра со негативниот простор во кој што и кадрира ликовите. Тој е режисерот на Godless, A Walk Among the Tombstones и The Lockout, филмови пред се серија која што повлече поголем дел од техничката екипа која што работеше на нив за да соработуваат повторно за потребите на серијата. Во поглед на музиката, композиторот на Godless и A Walk Among the Tombstones создаде една свита која што можете да ја слушате во рамките на ова издание на ТВ 103, во која што доминира елегичниот призвук на пијаното во комбинација со жичаните инструменти кои образуваат тензичноста и пред се исчекувањето во голем број на сцени, која доаѓа до израз за време на турнеите кои што ги создава Бет на турнирите кај што учествува, но и кога Бет ја изучува пред се шаховската игра, препуштена во самотијата, кога се работи некоја, например, монтажна секвенца како ги совладува препреките. Во поглед на сценографијата, Ули Ханиш, познат по дизајните во Cloud Atlas, Babylon, Berlin, Parfum и The Experiment, е задолжен за создавањето на сценографијата на оваа периодична драма, кај што од локациите на местата кај што се одвиваат турнирите треба да направи борилишта на најголемите стратези во државата, а од подрумите да направи домови во кои ќе тренира Бет, додека пак куќата во која што е посвоена е комплетно поразлична и од самата палета на колоритот со вибрантните бои и пред се визурата која што ја поседува, изгледот на интериерот да биде антипод на домот за девојките без родители, со оглед на тоа што куќата во која што е сместена е исполнета со шаренило наспроти умртвените, односно десатурирани бои во домот за девојки без родители, така што и пастелните бои доминираат пред се во домот во кој што е посвоена самата Бет. Во поглед на фотографијата и кадрирањето, Стивен Мејцлер е човекот кој што е виновен зашто DOA и The Girlfriend Experience, како и Godless, изгледаат подобро отколку што требаше да изгледаат, а директорот на фотографија кој што во оваа серија демонстрира дека маестрално владее со светлото, пред се во осветлувањето на Ања, во замрачените рингови, не баре се наоѓа на некаков си своевиден подиум на бина, подготвувајќи се за својата изведба, и тоа како има удел на начинот на кој што тој го манипулира светлото. Тој знае како да го улови и исцртувањето на потиснатите емоции на пред се на незиното лице во гро план. Поглед на монтажата, во сите елементи доаѓаат до потребната симбиоза, имено одличните простори со високите плафони, кај што се одвиваат надпреварите. Осветлените протагонисти, кои се доловени со одлична глума во овој мизансцен, засилени со тензична музика,
доаѓаат до израз во монтажата на Мишел Тесоро, која што умее како да го задржи вниманието на гледачот со тоа што кореографираните партии ги сече и ги лепи за да добиете еден својствен ритам, посебно во брзинските партии, а за пофалба е и флуидната пред транзиција помеѓу сцените. Поглед на костимографијата и на шминката со оглед на тоа што станува збор за периодична серија од 50-тите и 60-тите години, секако дека се запазени одредени модни трендови во сад од тој период, меѓутоа смелите потфати се преземени околу косата, која што подоцна самата Бет наликува на стилот кој што го негувала Натали Вуд, како и шминката која што станува поинтензивна како старее Бет, пред се наликувајќи на шминката која што ја користи незината мајка, така и таа постепено, односно незината ќерка ги здобива незините негативни афинитети во поглед на зависностите кои што ги гаи. Поглед на природното го нема, освен во занесот под кој што се анализираат шаховските партии, а во контекст на хуморот и еротиката има неколку шеговити досетки кои што се изговорени помеѓу опонентите на Бет и неа. Не баре се партии на брз шах, меѓутоа драматичните агенции ги натежнуваат овие комични потфати. Еротиката за жал е многу малку застапена, посебно во првото сексуално искуство во кое што Ања го тапша по рамо незиниот партнер да го утеши дека изиграл добра партија. Иако воопшто не би се противил да ги посведочам сексуалните ескапади на овој лик, па да би биле и естетизирани на повисоко ниво, како што кинематограферот тоа многу добро умееше да го постигне во Girlfriend Experience, што за жал не е случајот и со Queen's Gambit. Има во поглед на ефектите има визуелни ефекти која се прикажува замисленото одвивање на шаховските партии на плафонот во собата, кои воопшто не пречат и се соодветно ставени за да приложат халуцинаторен тек, а во поглед на останатите ефекти кои што се наменети во серијата, има еден постојан флешбек од сообраќањата несреќа и одбивањето, пред се одбивањето од страна на нејзиниот родител, која што и кажува да ги затвори очите пред судирот. Има примена на slow motion за доловување на драматичноста во одредени потези, како и нивно забрзување. За жал нема сон, но има предигра со самата халуцинација за висечката шаховска табла во собата непосредно пред заспивањето. Во поглед на самиот жанр сме сведоци на периодична мелодрама, а во поглед на стилизираниот јазик англиски се говори со рурален американски нагласок, како и имаме и руски говор од страна на руските шахистки, со тоа што и Ања во еден сегмент се обидува да го совлада рускиот јазик за да може да ги студира подобро нејзините противници. Во поглед на недостатоците, може би недоволна работа има вложено во споредните ликови, а може би несмелото продирање подлабоко во внатрешните судири и текови кои што се одвиваат во шахистката, па дури и да се создаде некакви си импозантни сцени за паметење, пред се за да се долови отелотвори пред се иманентните пориви да се отелотворат во надворешноста, да се разнича незината арка, може би подраматично, се недостатоците кои што јас ги забележувам во оваа серија. Некои од моите колеги сметаат дека е доволен двочасовен филм за да ја опфати незината сага, а не 6-часовна серија, со тоа не се согласувам, затоа што сметам дека е потребно уште поголемо продлабочување во баханалиите на овој лик, за да се допре до дното на незиното постоење, а тоа е недоволно за да се долови во еден филм и за да се приврзат гледачите за самиот лик, така што сметам дека да, 6 часа се потребни за адаптирање на оваа серија, меѓутоа дополнително е да се разработат одредени споредни ликови и да се продре подлабоко во животот на хероината за да се извади суштественоста на површина со што би се оправдале тие 6 часови кои што ги посветуваме на оваа серија. Поглед на континуитетот на епизодите и тоа како е задржан, затоа што секој од епизодите представува едно скалило кое мора да го совлада Бет за да стане подобра шахистка, така што доаѓа во конфликтни ситуации на приватен и професионален план, што ги збогатува епизодите и не му дава на гледачот простор да му здосада. Не се согласувам со моите колеги дека има проблем со пейсингот, затоа што мене не ми беа репетитивни партиите шах, напротив, секоја си беше својствена за себе, Бет се наоѓа и се губи себе си, и тоа е сосема добро доловено и наменски го наоѓа своето место во серијата, така што немаше празен од за мене барем.
оваа серија. Дали би функционирала подобро како британски минисеријал во 3 епизоди? Секако. Дали би загубиле гледачите од уживањето во визуелната естетика? И тоа како? Во поглед на гледањето на ликовите, главниот фокус е поставен на Бет. Таа е детално конструирана, повеќе димензионално, а останатите се само попратни станици во низиниот пат кон успехот, така што делуваат еднодимензионално, посебно споредните ликови како Майки Мет, например. Контролна точка се тие во животот на Бет, ништо повеќе. Некои од нив останува поголем удел со нивното присуство во незиниот живот, некои се разбира дека имаат помал удел. Во поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, ликот на Бет е фикционен, но е амалгам на поголем број на шахистки, како што е, например, најсилната шахистка на сите времиња, унгарката Джудит Полгар, се извинувам, која матер му има расплакано на Гари Каспаров, кој уште на 10 години може да видам дека има одиграно опасни партии зад себе. За мене предвид и брзиот подем кон славата на Боби Фишер, како инспирација за талентот пред се од младите нозе кон играта. Што се однесува до истоимената книга која е адаптирана, доловена е изолацијата и пред се потребата од преземање на животот под контрола додека Бет игра шах. Меѓутоа во книгата не се става во преден план толку многу нејзината слава, како што тоа нели е искористено во серијата и нормално визуелен медиум е сепак треба да биде истакнат овој сегмент. Поголемите разлики се однесуваат кон ликот на Бет, кај што во книгата таа воспоставува подлабински релации со пријателите, најпрвин кон Джолин, кон која е и поранлива во книгата, дури и потенцира дека Бени и недостасува. И тој организира екипа да ја помога на Бет за во надпреварот во Русија, така што не е како гром од ведро небо неговата помош, која што е добре дојдена во самата дело. Имало претходно 2 обиди за адаптирање на оваа книга, најпрвин во мигот кога што се појавила во 1983, а потоа во 1992, како што ви напоменав, Хит Леџер има еден обид да ја адаптира, меѓутоа и тој останува неуспешен. Поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста, серијата умее на гледачите да им ја долови Бет во секое можно светло, да создаде напната атмосфера додека се исчекува разрешницата во пресметките на шаховската табла и да се забележат сепак маниризмите кои што се игра и над самата табла помеѓу актерите кои ја одигруваат таа кореографија, но и да ја долови самотијата пред се и отуѓеноста на главниот женски лик. Серијата е ужасно гледлива и позаразна станува епизода за епизода и со оглед на тоа што зема замав да долови одреден период од минатото на непостоечкиот лик, верувам дека многумина ќе бидат прелажани дека Бет некогаш постоела, што е и најголем комплимент нели за убедителноста која што може да има една серија. Поглед на епилогот, во епилогот можеме да забележиме дека Бет конечно е прифатена во кружокот на машката шаховска игра, условно кажано, кај што таа седнува да игра со искусните старци во градските руски клупи, откако претходно ќе им го совлада рускиот шампион, мудро не наседнувајќи се извинувам на неговиот несвојствен потек со помош нели на анализата на незините пријатели и пред се својата решителност да не го прифати неговото изненадување и кое што го напоменува и да не го прифати неговото обид за изедначување со кое што таа се бори против него и останува истрајна за незините убедувања дека може да го совлада. Таа го наоѓа своето место во светот со пријатели кои што ќе бидат секогаш покрај неа и ќе ја подчуваат односно ќе ја караат кога ќе оди по лоши патеки, што води кон еден среќен епилог. Со оглед на во поглед на самата еволуација, со оглед на одличното доловување на ликот од страна на Ања Тейлор-Џој, прекрасното кадрирање и манипулирање на светлото, впечатливата сценографија, монтирана со соодветна музика и пред се вешто прикажување не само на светот во кој се пробива младата шахистка, туку и во доловувањето на иманентните пориви и борби со себе си, кои што ги води и со останатите. Јас се еволуирам ова серија со оценката 9 од 10, доколку имаше повпечатливи реплики и сцени кои што би резонирале низ годините, би добила 10, но тоа нема да се случи.
Во поглед на продолжението нема да го има, заради тоа што ова е затворен минисеријал, кој што се базира на самата книга и ја прераскажува севкупната приказна за случувањата и животот на Бет, така што нема потреба од незино дополнително продолжување само за да се има некакво си продолжение и се надевам дека тоа ќе останат барем од самата продукција достојни на кажаното. Тука можам да го завршам ова издание на ТВ 103, имено за самиот крај ќе ги преслушаме финалните борби и пресметки кои што ги има самата Бет со руските грандмастери, илустрирани преку звуците, односно преку композициите кои што ги создаде Карлос Рафаел Ривера, што имавме можност да ги слушаме во 19-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на The Queen's Gambit. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!